Добро вечер и добре дојдовте во петочното издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што денес как ќе видите во нив. Почна изградбата и реконструкцијата на два патни правци во општина Илинден. Доделени сертификати од проектот за обуки на жени предприемачи во општина Газибаба. Пуштена во употреба нова автобуска линија 118. Ивица Коневски прогласен за најуспешен градоначалник. Општина Илинден денеска почна со реализација на двата инфраструктурни проекта од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, кои предвидуваат рехабилитација на локалните патишта Делјадровци, Манастирски комплекс Свети Ѓорѓија и Кадино Миладиновци. Во Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во општина Илинден, во присуство на заменик министерот за земјоделство, шумерство и водостопанство Зоран Коњановски, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој Тони Димовски и градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, беше одбележан почетокот на реализацијата на два проекта од областа на патната инфраструктура. Стартуваше реализацијата на проектите рехабилитација на локален пат Делјадровци, Манастирски комплекс Свети Ѓорѓија и рехабилитацијата на локалниот пат Кадино Миладиновци, како дел од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Овие проекти се имплементираат во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и за нивна реализација се целосно обезбедени финансиски средства. Во наредниот период ќе има вакви проекти, односно ќе бидат поддржувани преку програмата за рурален развој и се надеваме дека со секој еден оваков проект во кој што владата на Република Македонија всушност се јава како инвеститор, ќе ја унапредиме руралната средина, вклучително и онаму каде што се најпотребни вакви инвестиции. Ако не станува збор за 134 проекти или 70 на општини, ова е само еден од тие проекти. Исто така ќе имаме можност да видиме дека станува збор за вакви зафати во повеќе други општини. Корисници се практично сите општини во Република Македонија, без оглед за кој крај од Република Македонија станува збор, дали е западниот дел, источниот, северниот или јужниот. Изградбата на локалниот пат Делјадровци, Манастирски комплекс Свети Ѓорѓија, во должина од 700 метри и широчина од 5 метри, е во вредност од 4,5 милиони денари. Овој пат е од големо значење, бидејќи го поврзува населеното место Делјадровци и Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија, едно од најпосетуваните места, не само во општина Илинден, туку и во регионот. Свесни дека треба да се помага и на помалите општини, затоа ние како влада преку програмата за рурален развој која ја води Агенцијата за финансиска поддршка, секоја година одделуваме финансиски средства наменети за инфраструктурни проекти. И оваа година одвоивме финансиски средства преку програмата за рурален развој. Имено од она што како поддршка го добиваат земјоделците, 140 милиони евра вкупно, дел од тие пари, односно оваа година 2 милиарди и 45 милиони денари се наменети за програмата за рурален развој, токму за вакви проекти, за асфалтирање на патчиња, за градење на мостови, за градење на плоштади, се со цел жителите на помалите рурални средини да имат исто така можност за квалитетен живот. Рехабилитацијата на локалниот пат Кадино Миладиновци во должина од 2700 метри е во вредност од 16,5 милиони денари. Реконструкцијата на овој пат представува капитален проект за општината, бидејќи овој локален пат ги поврзува 6 населени места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци и Бунерџик, со 6 населени места: Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Делјадровци. Почнуваме со реализација на проектот изградба на локален пат од населеното место Делјадровци до Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во должина од 700 метри, пат за кој што имаме обезбедено финансиска конструкција од 4,5 милиони денари и реализацијата стартува денес се со цел да можеме да го реализираме овој проект кој што значи за регионалниот и за руралниот развој во нашата општина и значи многу за граѓаните од населените места кои што се во околината.
Вториот проект кој што сакам да го најавам од Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој преку програмата е патниот правец локален пат, изградба, асфалтирање на патот од Кадино до Миладиновци, артерија во нашата општина, пат кој што ги поврзува сите населени места, 12, и пат кој што ќе добие нов асфалт и еден модерен дизајн за да се подобри безбедноста во сообраќајот. Третиот проект кој што го добивме и обезбедивме преку програмата за рурален развој е изработка на урбанистички планови на територијата на општина Илинден со деталните урбанистички планови кои што ќе ги изработиме од оваа програма, ќе се овозможни и дополнително урбанизирање и обезбедување на простор за нови инвестиции, понатаму да се изврши впишување и завршување на проектот за легализацијата на куќите и исто така да се овозможат нови простори и јавни површини за секојдневно подобрување на условите за живење на граѓаните. Општина Газибаба денеска на посебна свечаност во своите простории ги додели сертификатите од проектот за обуки на жени предприемач, фармер предприемач и автентична ракотворба. На овие обуки беа пријавени 141 лице кои од септември до декември минатата година ги посетуваа обуките во Железара, Стајковци и Трубарево, а целта е оспособување на граѓаните за вработување и самовработување. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Денеска во големата сала на општина Газибаба беа доделени сертификатите од проектот за обуки на жена предприемач, фармер предприемач и автентична ракотворба. Овој проект беше наменет за граѓаните на општина Газибаба со посебен фокус на младите и жените кои сакаат да стекнат знаења за IT вештини, запознавање, водење, одржување и развој на бизниси, лица кои сакаат да се стекнат со знаење и вештини за развој на бизниси, конкретно од земјоделскиот сектор, како и лица кои се занимаваат и кои ќе се потикнат да изработуваат уметнички ракотворби. Целта на проектот беше брзо оспособување на кандидатите со цел можност за вработување или самовработување, а со тоа намалување на невработеноста, подигање на свеста за можности кои ги нуди започнувањето на сопствен бизнис и запознавање со бизнис можностите и новините од ИПАРТ програмата, преку која кандидатите можат да ги остварат своите бизнис цели, а со тоа и отворање на нови работни места и намалување на невработеноста. Општина Газибаба во соработка со Центарот за жени предприемачи во период од септември до декември минатата година организиравме повеќе обуки за жителите од нашата територија. Обуките беа организирани на неколку локации во Центарот за невладени организации во населбата Железара, во Стајковци, во Јурумлери и во седиштето на општина Газибаба. Имаше голем одзив од страна на нашите сограѓани. Верувам дека од она што го овозможивме, нашите граѓани со овие обуки ќе добијат дополнителни знаења кои што ќе им помогне во иднина. Значи се организира обуки за жени предприемачи, за фармер предприемач, за подобрување на вештините од делот на IT технологијата. Тука беа опфатени основните пакети од Word, Excel, презентациите, интернет комуникацијата и имаше обука за околу вработување, подобрување на вештините, како полесно се дојде до вработување. Така да заедничка цел заедно со Центарот за жени предприемачи ни беше, и мислам дека во тоа успеавме, да го зголемиме знаењето на нашите сограѓани, како што напоменав, верувам дека од тоа ќе имаат во иднина голем бенефит. Голем одзив и благодарност до жителите на општина Газибаба, покажа навистина и се завзема да во делот на активно учество при барање работа, започнување со сопствен бизнис, надградување на личните и професионалните вештини и се разбира фармерот предприемач како еден суштински дел за развој на генерално на предприемништвото кај фармерите. Од оно што го стекнаа како вештина, јас верувам дека навистина ќе им помогне во изградување на своите вештини пред се, но и во вработувањето, самовработувањето, бидејќи од самиот циклус
Покрај обуките направивме и менторски сесии, серија на менторски сесии, кои што навистина овозможуваат поддршка на граѓаните и веќе имаме интерес и најавено е отварање на сопствен бизнис. Генерално обуките помина во циклуси од 5 до 6 недели, се спроведуваше и практично и теоретско знаење, стекнаа вештини граѓаните и одзивот беше навистина голем и верувам дека ова е еден почеток за идни проекти во кои што навистина на граѓаните ќе им се помогне и ќе им се улеснат процесите. Обуките започнаа во месец септември и траја до декември минатата година и се одржаа во 4 локации, и тоа во урбаната заедница Железара, во местната заедница Стајковци, во основното училиште Дане Крапчев во Ченто и во основното училиште Njegош во Трубарево. Општина Газелба и во оваа 2014 година ќе продолжи со овој тренд на организирање на вакви обуки во повеќе области со цел олеснување на своите граѓани во процесот на вработување. Нова автобуска линија со број 118 денеска беше пуштена во Собрајке. Автобусот ќе сообраќа од транспортниот центар до Визбегово. Линијата е во функција на подобрување на условите во индустријската зона, а ќе се реши и проблемот со превоз на вработените во неа. Со пуштањето на автобуската линија уште повеќе ќе се промовира оваа индустријска зона. Поголем број на граѓани ќе доаѓаат тука да пазаруваат одовде, а исто така и вработените во компаниите во Визбегово ќе може да го користат автобускиот превоз. Во оваа индустријска зона има околу 200 објекти и околу 200 вработени. Сметаме дека во овој пробен период од 1 месец, за кој ќе се движи автобусот, ќе добие доволна афирмација овој автобус и ќе стане исплатлив за ЈСП Скопје, истакна градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Новата линија се воведе по барање на граѓаните, а автобусот 118 ќе сообраќа 8 до 9 пати на ден од транспортниот центар преку булеварот Партизански одреди до Визбегово кај бензинската пумпа на Мак Петро и обратно. Во организација на Општина Петровец, а во соработка со Министерството за внатрешни работи СВР Скопје, се одржа трибина на тема превенција на тешки кражби извршени на дрзок начин. Представниците на СВР Скопје, презентирајќи многу примери на присутните, им укажаа за можностите, опасности од ваков вид на кражби и како самите да си помогнат да не дојдат во ситуација да бидат жртви на криминалците. Тоа е всушност и главна цел на овој проект, кој преку зголемена информираност, подигнување на свеста кај граѓаните и преземање на мерки за самозаштита, да се намали бројот на тешки кражби завршени на дрзок начин врз постарите лица. Општина Петровец во соработка со Министерството за внатрешни работи организира трибина на тема превенција на тешки кражби на дрзок начин. Тема и цел на група на оваа трибина се пред се постарите и повозрастни лица, зашто според статистиката и податоците кои што ги има Министерството за внатрешни работи, овој тип на кражби најчесто се случуваат кон оваа популација. Од овие причини ние сакаме превентивно да влијаеме, да им помогнеме колку толку да се организираат, да се само заштитат доколку тоа им успее, но во секој случај се работи за превенција. Градоначалникот на Скопската населба Аеродром Ивица Куневски е избран за најуспешен градоначалник во Скопје за 2013 година. На второ место, според анкетата што ја спроведе Скопје Инфо, се наоѓа градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, а на третото место е Билјана Беличанец Алексич, градоначалник на општина Кисела Вода. По изборот, градоначалникот Куневски најави дека ќе продолжи со реализацијата на проектите кои се во интерес на жителите од неговата општина. За мене ова представува огромна чест и поттик, но и голема одговорност да продолжиме со исто темпо во интерес на жителите на општина Аеродром. Во следниот период ќе се фокусираме на завршување на проектите што ги започнавме во 2013 година, а тоа се изградба на инфраструктура на сите оние места каде се градат нови згради, завршување на изградбата на новиот спортски центар Јане Сандански, повеќе паркови и зеленила, поставување на автоматски систем за наводнување и многу други проекти, истакна Куневски. Прогласувањето на тројцата најуспешни градоначалници во Скопје го организираше порталот Скопје Инфо. Во изборот за најуспешен градоначалник учествуваа 25.000 граѓани.
Продолжува акцијата на општина Карпош за освежување на дворишниот изглед на станбините објекти во овој дел од Скопје. Локалната власт бара градежни компании што ќе реализираат санацијата на фасадите на 6 згради лоцирани на улицата Јурий Гагарин во населбата Тафталиџа. Како и кај останатите згради кои досега беа опфатени со проектот да го вратиме сјајот на старите згради. Зафатот ќе вклучи и примена на мерки за енергетска ефикасност. Ќе се изведат термички фасади што ќе овозможат заштеда на топлинска енергија, како и замена на прозорците преку финансиско учество на станарите од овие згради. Обновата на фасадите би требало да чини над 10 милиони динари, а конечната финансиска конструкција за реконструкцијата на овие 6 згради ќе се знае по изборот на најповолен понудувач. Заинтересираните компании треба да ги достават своите понуди за учество во проектот најдоцна до 31 јануари, за кога е закажано и нивното јавно отворање. Проектот на општина Карпош вклучува реконструкција на 163 стари фасади, а во моментов при крај реализацијата на термичка фасада на станбен објект спроти Сити Мол во Карпош 3. Председателот на Барселона Сандро Росил си поднесе оставка поради трансферот на Неймар. Надал и Вавринка ќе играат во машкото финале на тенискиот Гранд Слем Австралија Опен. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.